На представувањето на Полигон, Peugeot конкретно не спомна никаков модел, но јасно е дека она што го гледаме ни дава некои силни показатели и за дизајнот и за техничкиот состав на новата генерација мал автомобил што треба да се појави во 2027 година. Секако, екстра долгите врати во облик на крилја ќе бидат сменети со 4 конвенционални во серискиот производ. Но целокупниот дизајнерски јазик, стегнатиот струк, широките рамена, големата стаклена површина и фокусот на рециклирани материјали, сето тоа укажува каде се движи големосерискиот супермини и сите идни модели на Peugeot. Детали како приклучокот за полнење и LED индикаторот за статус на полнењето во цел столбот изгледаат како силни кандидати за произвестен третман, како и хоризонтално ориентираното преосмислување на сега веќе познатиот светлосен потпис што јасно асоцира на лавовска канџа. Сепак, интериерот на Полигон е она на што Peugeot навистина сака да се фокусираме. Тој добива верзија од следната генерација на внатрешноста iCockpit. Тука целото ветробранско стакло станува инструмент табла и екран за инфозабава, што е еквивалент на 31-инчен дисплеј. Врвот на експресијата сепак е правоаголниот управувач Hypersquare, нешто што Peugeot почна да го најавува на концепти пред неколку години. Секој од 4 кругови на воланот е капсула што содржи клучни контроли, а технологијата за управување преку жица значи дека соодносот на ротацијата на воланот може да се менува и да го сведе на само едно вртење при брзини на паркирање. И воланот и технологијата за управување преку жица што го поврзува со погонските тркала ќе дебитира во серискиот модел на Peugeot до 2027 година, вели компанијата. Секогаш било неблагодарно да се предвидува иднината. Сите прсти се вперени кон 208 и не случајно, сепак малите по димензии модели во историјата на Peugeot секогаш биле голијати на пазарот.